Украина ќе може да го врати Крим, се извинувам, само по дипломатски пат, рече Зеленски во интервјуто кое што вчера го направи за Fox News во ВОС. Што се случува во светот? Еве, оваа изјава што ја кажа сега покажува што се случува во светот. Значи, едно од главните, да кажеме, настојчиви цели на Зеленски беа дека Украина мора дека мирот ќе стапи тогаш кога Украина ќе ги врати своите граници пред руската воена инвазија во 2002 година, значи покрај Крим, мислам од 2014 се извинувам, кога го зазедоа русите Крим, значи Крим и овие 4 Запорожје, Донецк, Лугански, Херсон, кога ќе ги врати сите тие територии, значи 5 практично региона, тогаш ќе запре војната и Украина ќе победи. Сега има нова изјава, што според мене е драматично, покажува што се случува во овој табор овдека. Очигледно Зеленски прво ја гледа состојбата каква е и што е, значи дека на фронтот се губи на теренот. Второ, доаѓањето на Трамп му навестува дека Крим нема да може да го врати со воен пат, и сега дипломатски тоа мора нешто да каже пред својата јавност, бидејќи ќе испадне дека се повлекува се што ветувал. И трето, оваа работа што преку Украина дојде, а тоа е буквално подигање на најголемата светска глобална воена криза по Втората светска војна, односно судир помеѓу Западот и Истокот, Русија од една страна, Западот од друга страна, но Русија со своите сојузници. Многумина со дозволата на, ајде сега да одиме апдейтувано само што се новите информации. Вчера беше имаше информација дека ќе има жесток напад над Киев, па поради тоа неколку амбасади во Киев, меѓу кои и американската, беше затворена. И неколку НАТО земји членки ги затворија. Потоа излезе Украинската разузнавачка служба, обвини дека руската разузнавачка служба се занимава со хибридна војна и со дезинформација и ширење, и дека немаат таква некоја информација за напад. Подоцна излезе Американската разузнавачка служба и рече дека се очекува жесток напад врз Украина. И од нигде никаде утринава отворена Американската амбасада, отворени другите, не кажуваат што и какви најави има. Се повеќе се шпекулира со оружје, нуклеарно, особено што украинците и официјално од завчера почна да стрелаат со американски ракети врз Русија, а од вчера со британските Storm Shadow, кои имаат подолг дострел за стрелање и поголема убицина бункери, така наречени. Така да, западната, би рекол, западните информации кои ние ги имаме, се подигна дека готово нуклеарна војна доаѓа и така тоа. Но јас би сакал оваа анализа во интерес на времето да скратам и да кажам дека веројатно наместо нуклеарна ќе биде хибридна војна и дека Русија и Москва свесни дека доколку почнат со нуклеарна војна ќе загубат, како и сите што ќе загубат во светот, вклучувајќи и нас, бидејќи ако почнете, јас тоа еднаш како зборував, ако фрлите нуклеарна бомба ќе ви биде вратено, а кога ќе почнете нуклеарна војна, сите губат на планета, бидејќи разорната моќ е огромна, ќе дојде до голем број на жртви, на радиација, подоцна нуклеарна зима која ќе ги уништи сите ресурси, ќе немате храна и човештвото може да отиде во пропаст. Свесни се и Путин, свесен е и Бајден, свесен е и Трамп, сите сме ние свесни дека во нуклеарна војна нема победа, а кога правите војна треба да победите. Така да ќе испадне дека сите загубиле. Русите одат по една хибридна војна. Што е хибридна војна? Па хибридна војна може да биде се. Но која би била тактиката на Русија? Од прилика би била пред се првин и основно, руската разузнавачка служба би правила атентати низ земјите од светот каде што имат интерес. Второ, би се поврзувала со криминалните кланови. Трето, може да се поврже со мигрантските кризи, што се, например, во Париз, па незадоволните мигранти да го палат Париз, као што сме успеале да го видиме, или Лондон. Потоа, она што исто така интересно е што може да ги вооружуваат хутите, тие да га јат негде, па да ги вооружуваат. Милиони оние во светот, во сите држави, буквално има по некоја радикална група која не се согласува со актуелната власт во таа земја, не знам, Исламска држава, не знам, Боко
Харам у Африка или оние сандинистичкине движења во Латинска Америка, во Соединетите Американски држави да ги подигне оние во Мајами мигранти со кои Бајден голем број на мигранти прими, па сега Трамп сака да ги враќа од кој ќе дојде на власт, се разбира, од Соединетите Американски држави. Мигрантски кризи, реков, атентати, поврзување со радикални групи, бегање на одредени руски државјани кои би правеле мешани бракови по западот, па подоцна би биле као заспани кели кои би можеле нешто да делуваат. Сето тоа, дезинформации, нели ширење на лажни вести. Така да ми се чини дека таа опција на хибридна војна која е денеска многу популарна, ќе биде главната ударната тупаница на војната на Москва против Западот, бидејќи оваа нуклеарната не може да донесе резултат никаков, бидејќи колку и да го неутрализира непријателот, има друг кој ќе ви врати непријателот или опонентот или како веќе да не се фаќаме за зборови сега, овие ќе им возвратат и тоа нема крај. Така да малку сум оптимиста што се однесува до таа трета светска војна или нуклеарна војна, но сум песимиста дека мирот ќе стапи на сила. Напротив, мислам дека Украина, иако се реализира тоа, да кажеме, тој план на Трамп да се замрзне конфликтот, односно долж линијата на фронтот, војната и натаму ќе продолжи, бидејќи Русија геостратешки гледано не дозволува на своите граници да има НАТО војници, а во замрзнатата линија сигурно ќе има НАТО војници кои ќе бидат преоблечени вака или онака. Сега, војната се шири по тој аспект што и Северна Кореја, која нели и официјално учествува војна од страната на Русија, подпишува мировни договори, војна соработка, прати 12.000 војници, најавува дека може да прати и 100.000 војници. Тоа автоматски ќе повлече Јужна Кореја од другата страна прати 100.000 војници, така да војната веројатно нема да запре. Но, ајде, оптимистички е дека нема да има нуклеарна војна, а песимистички е дека војните и натаму ќе траат у наредниот период, бидејќи ова е борба на геостратешки, исполнување на геостратешките интереси на големите, и доека не си ги исполнат, и доека едната страна не издоминира, ќе има војна, а дали ќе седнат на преговарачка маса и да разговараат, ќе видиме од тоа, еве оваа нова администрација во Вашингтон, очекувањата се големи, а дали тие ќе го реализираат, тоа ќе видиме. Северна Кореја и Русија подпиша протокол за соработка за состануците, да, економска соработка, дали тоа влијае Како не влијае? А тоа е економска соработка. Да подсетам, Северна Кореја е меѓународно изолирана држава. Има санкции од цел свет поради незината нелегално развиена нуклеарна програма. Сега се отвара кон еден пазар кој се нарекува Русија, че Русија и помага финансиски, воено, одбрамбено, што е многу важно. Ако до вчера некоја нападнеше Северна Кореја и во Обединените нации ќе збореа 15 сата амбасадорите ќе го осудеа тоа, сега кој нападнат Северна Кореја, Русија е обврзана да ја брани. Тоа значи дека Русија сте нападнале. Па ќе се подзамисли кој да ја нападне Северна Кореја. Тоа е исто и со Иран. И тоа е опасност, и тоа е тој правење на источен и западен блок, каде што веќе нема да може едната страна, како што го гледавме тој изминатиот период, а тоа беа Соединетите Американски држави и Британија, да одлучат да го обвинат Садам Хусейн дека има биолошко оружје, да го урнат, да воспостават, да направат целосна анархија у државата, да се повлечат и после 10 години ја дознаеме дека Садам Хусейн немал нуклеарно оружје или биолошко оружје. Сега тоа нема да може, бидејќи сега Русија ќе мора е обврзана да се вмеша. Еве ние вчера имавме дури една вест дека Русија и дала на зоолошката градина на Пјонгјанг и животни, значи тоа е една животни. Да. Тука исто така ќе ја земеме и Кина, која е традиционален сојузник кога зборуваме за Северна Кореја, и која сега знаете како, ако некој ги нападне овие држави, ќе си има работа со Москва и Пекин. Ќе видиме како. Додека постојат интереси, се разбира. У даден момент големите ги пуштат малите низ вода, а тоа го видовме. И Ирак и Садам Хусейн беа американски сојузници, па во даден момент
Соединетите Американски држави го урнаа, така го срушија тој режим, го апсија, тој подоцна почина у затвори, сега да не не се објаснам враќаме, понатаму. Како и да. големите сили сега се борат за тоа кој каква доминација ќе има во наредниот период. Факт е дека блоковската поделеност 90-тите, 80-ти која година падна Берлинскиот зид, немаше, стана униполарен светот, се покажа овие 30-40 години дека ни едностраниот блок на светот предводен од Соединетите Американски држави не е добар за светот, бидејќи се појавува самоволие кај одредени политичари, државници и држави. Сега повторно има блоковска поделеност и студена војна која прераснува во опасност од некој поголем конфликт, но генерално ќе мора на крај да седнат на преговарачка маса и нешто да се договорат. А војни, за жал, цело време имало, има и ќе има. Благодарам, Андоновиќ. Тоа беше меѓународната анализа за ова утро. Верувам дека ви беше интересно да не следите. Она што следува во продолжение на Слободен печат е Каде во слободно време. Дел каде што дознаваме што можеме да правиме и каде можеме да се релаксираме. Уживајте со нашата програма.